Па кампањата во Македонија е нефер кампања, бидејќи 90% од колачот го земаат само 4 партии. Останатите сите партии земаме само 10% од колачот и тоа е нефер трка, тоа е како да трчате на 100 метри, вие да трчате од 90, а јас да трчам од 0 и да треба да ве стасам. Меѓутоа и покрај ваквите правила на игра ние сме се нафатиле на тоа и го тераме. Кампањата оди одлично, сега ми пратија баш во кола наваму, значи на социјални медиуми доминира кампањата на левица, има пута 3 гледаност од сите досегашни спотови на СДС и на ДПМН. Кампањата си е супер, според мене, оној дел кој ние го завршивме. Сега е теренската, значи вечерва сме тука во Кавадарци, на координација со членството и со симпатизерите. Имајќи го предвид фактот дека минатите избори 2017 ние имавме само 3 советници на ниво на држава, бидејќи бевме мала и неразвиена партија. Сега имаме 45 листи и очекуваме преку 50-60 советника на ниво на држава. Во Кавадарци очекуваме 2 до 3 советнички места, токму толку колку да им го расипеме да им ја расипеме математиката на двете големи партии СДС и ДПМН и да нема мнозинство без нашите советници. Да многу млади имате луѓе. Да, претежно се млади луѓе и тоа е компаративната предност која ние имаме во споредба со другите партии, исто како што партизаните имале пред фашистите, токму поради младоста на нашето членство. И очекувам овие луѓе да се покажат како доблесни и неподмитливи, онака како што ние како пратеници за прв пат се покажавме во парламентот по истиот тој модел. Видовме што значи двајца пратеници за една година, кога си внатре во институциите имаш институционални механизми да се спротиставиш. Истото тоа ќе го пресликаме и на советите, за да веќе од наредни избори се бориме и за мнозинство во советите, а не само за неколку советници. Тоа сакам да прашам, дали ви смета ова формула на добивање советници? Формулата, тоа е пропорционален систем, исто како на ниво на држава. Проблемот е во нефер кампањата, нефер условите на кампања, затоа што немаме иста стартна позиција. И значи сите делења на билборди, ние сме ставени на маргините, зад некое дрво, на излез од град, некаде некое зафрлено местенце, на тие жрепки они си ги местат и билборди, значи сите средства за комуникација се фаворизирачки за 4 големи партии. Но за тоа да го измениме ни требаат најмалку 10 пратеници во собранието и потоа нештата ќе станат многу поинаку. Има ли притисоци во партијата? Кон партијата? Кон партијата, да, има притисоци, значи јас имам не знам колку кривични пријави, не ги бројам до сега. Тоа е притисок. Да, апсолутно, тоа е форма на притисок. Има обиди за непристојни понуди, дури имаше на почетокот обиди и за мито спрема. Меѓутоа веќе не научуваат како делуваме и тие се намалуваат. Овие институционални форми очекувам и да се зајакнат овакви кривични некои, меѓутоа сватија дека сме крути како пратеници и помалце е сега. Заложбите на нашиот огранок со кои конечно ќе го застапиме народот во советот се реално остварливи и неопходни за Кавадарци. Прва точка ни е департизација на администрацијата. Единствен логичен начин да се подобрат условите за живот е да се вратат критериумите за стручност и квалификации во советите, во вработувањата, во секоја институција стручни и квалификувани луѓе. Втората точка ни е системска борба против урбаната мафија. Најголем проблем ни е моклиште моментално. Моклиште со згради не е моклиште, туку е фавела низ која ќе минува река. Ни продава приказна дека уредуваат простор за рекреација, а ни прават населба. Третата е изградба на јавен откупен пункт за грозија, заради тоа што единствениот начин да се спречи манипулацијата со шеќерните единици е да се изгради пункт за откуп на грозје во јавна собственост, каде што лозарите нема да бидат изманипулирани и нема да има плјачка на оние кои што мокотропно го заработуваат својот леп. Потоа подобрување на пристапноста за лицата со инвалидитет, со лифтови, со пристапни рампи. Не може да има улици каде што некој со количка нема може да се качи, каде што ќе има ученици во некое училиште кои што нема може да ја слушаат наставата на вториот спрат заради тоа што нема лифт.
Потоа запирање на комерцијализацијата на јавниот паркинг простор. Јасно ни е дека платениот паркинг, целата на платениот паркинг е да се внесе ред во сообраќајот. Кај нас во населба Нов центар нема потреба, заради тоа што никогаш немало метеж во сообраќајот. Тоа е единствено плячка на луѓето кои што живеат и кои што имаат во собственост тој паркинг простор. Потоа имаме за стационар за животни, да, но за зоолошка не. Каков е тој нехуман третман на животните, на бездомните животни, а сега и од дивината ќе ги затвориме во кавези за да уживаме во нив. Кој што бил во последните години во Битола или во Скопје во зоолошка знае како е. Греота се тие. Реставрација и ревитализација на карулите на планината Кожув, изградба на технички пат покрај регионалните патишта. И понатаму сакам да кажем дека нашите очекувања се да влеземе во Советот. Бројот на кандидати, заради тоа што ви го прашавте председателот, не е многу важен, заради тоа што советник од левица вреди како 10, работи како 10. Ние не спиеме и нема да одговараме со да, ако ни каже председателот на Советот, колеги гласаме да, не викаме да. Конечно младите влегуваат во политика и тоа преку левица, преку партијата која инвестира време и која инвестира внимание во младото членство и го води по вистинскиот пат. Бензинска пумпа ДМД Оил.